Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Денес некој не убедува дека ние, ако не биле овие просветители, нема да имаме ниту писмо, ниту култура. Тогаш Хомер за кој јазик пишува? Чиво е тоа коине? Милениуми пред просветителите. Прво прашање. И второ прашање. Зошто се погребани во Ватикан? Македонизамот е нешто кое што е многу божествено. И такво ќе остане. А сите лаги, невистини од утре веќе, полека, но сигурно ќе се рушат. Моето ребрендирање е завршено. Новата програма за она што макотрпно се работеше е повеќе од задоволителна. Негативниот јон доаѓа до -2000. Ребрендирањето завршено, делењето на овците од козите завршено. Сега можеме да продолжиме со нашата мисија, со сето она што значи љубов и вистина. Новитет за новата серија на Феникс, Плазма Оргон, ќе биде кармичката астрологија. Поклоните, како што до сега започнавме со една кармичка, за подлога 2, за сет во иднина ќе имате фамилиарен пакет од 4 кармички. Етерот, покрај сето тоа што ќе го менете од нашите совети, ќе ви помогне што побрзо да дојдете до сите оние припреми кои што од утре започнуваат за новата ера на Водолија. Сето она што е кажано, напишано, така и ќе остане. Сите имаа дадено, на секому е помогнатно, со секого е разговарано. Од утре веќе секој нека си ја чува енергијата и секој индивидуално да се бори против темнината. Затоа што Владо Павлов ја започнува последната битка, битката која што е поврзана со вистината, со новите дела и со сето она што значи вистина за Македонија и сето она што значи да ги преживееме и последните моменти. До сега сите што сте разбрале е тоа. Кој и како си знае. Некој може да се љути, ама тоа си е негов проблем. Можем и ја да се љутам, ама моето прво правило е друго. Моето прво правило е не се љутам. Зошто? Затоа што се прифаќам со љубов. Затоа ве повикувам да се приклучите на сето она што доаѓа и на сето она што значи ера на Водолија. Ребрендирањето на кој што работев од среда ќе ги имате сите нови производи. Од среда ќе започнеме на друг начин, како што ви кажав, со продажба. Од среда ќе имате сето она што значи совет. Се разбира доколку сакате. Затоа ве повикувам да останете во мир, љубов и хармонија. Нека му е честит роденденот на мојот внук и по име и по дата 25 мај, возобновување на Филипова Македонија, која што Амброс или Александар или братот на Александар Караджоџевиќ
ја присвоил како диет, како ден на младоста, како ден на носење на штафетата. И не ме чуди, кога е во прашање Амброс, братот на Александар Караџорџевиќ, кој што од дете е со немирен дух и кој што заедно со синот на Пашич се промотори на сето она што значи денес возобновување на секта. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Ама едно треба сите да знаеме. Сектата е силна само ако вие подлегнете на неизе. А сектата нема сила ако вие не подлегнете на неизините темни сценарија, на неизините ниски вибрации, на неизините лица кои што се секаде во секој сегмент на ово општество. Од обвинителство, преку основен суд, преку адвокати, извршители, нотари и кој или не. Ама таа ера завршила. Затоа што темната ера на темната риба требало да биде до денес. На оние кои што го славеа празникот вчера, им беше дадено до 25 мај да владеат со еден народ кој што си го предаде незиниот цар на царевите и крал на кралевите Исус Цезарион. Но, посем толку милениуми, Македонија доби лица кои што ја чистеа кармата на својот македонски народ, кој што го издаде Исус Цезарион. Вие, браќа и сестри, кои што вчера имавте празник, и вие треба да се менувате, затоа што Бог повеќе нема да дозволи да бидеш виден, да бидеш на место каде што некој треба да те моли, да си живјаваш со македонскиот дух и се оно што го правевте 2000 години дозволено од Бог. Но ние македонците ја расчистивме кармата на нашите предци кои што го ставија Исус сам. Затоа, браќа и сестри, турци, вие со турската азбука, вие кои што не манипулирате дека ние не сме имале писменост, вие кои што ги наметнавте овие просветители од турското писмо, од глаголицата да смените и да направите кирилица, е веќе минато. Ерата на Водолија ќе воскресне со куинето. Ерата на Водолија ера која што, сакали или не, секој мора да бидете тоа што ние со години уназад го правевме. Останете ми во мир, љубов и хармонија со сите оние кои што сум комуницирал и со сите оние од кои се повлекувам. Тоа си е мое право. Тоа си е лично мое право. Ако сакате повише да дознаете, секој за себе да си гледа дома. Секој за себе да се бори против темнината која сега е најсилна. И немаме повеќе време да чекаме некој да се разбуди. Останете како мечки во своите зимски куки. И тоа си ваше право. Дали се уште ќе ги хибернирате или не. И воопшто не ме засега и тоа. Се што е требало е дадено било на секого од Владо Павлов. Од денес, а посебно од утре 25 мај, дозволете ми во мир, љубов и хармонија да си ги продолжа моите дела, мојот живот, на кој што многу дадов, на кој што многу изгубени средства имаше, и сум среќен што веќе мирот го купив од Бог. А вие, кои немате мир од темнината,
чекајте да дојде некој со стапче да ви го тргне. Или чекајте Исус повторно да дојде, да биде жртвено јагне за вас. Јас одма ќе ви кажам, ќе се начекат уште 2 милениума. Ако секој од нас не ја чисти кармата, што е крстот на грбот на секого, нема никого да му помогне. Кој што разбравте до денес е тоа. Делата ќе продолжат. Ние ќе продолжиме со работа. Колку и да сме блокирани, оставени на милост или немилост. Ребендирањето секого ќе го задоволи. И затоа одлучив на ваков чекор, како што ви напишав. Моето време ќе го трошам за новите дела. Моето ново дело ќе го трошам за Феникс програмата, на кој што нема потреба да излегува од други места. Независно дали ќе ме прифатите нов или не. Ве молам, секој самиот да биде Владо Павлов. И секој самиот да започне на силната битка во борбата против темнината. Ама прво правило да знаете е љубов. А љубовта доаѓа преку етерот и преку чистењето на кармата, ако сакате да имате берикет и среќа. Ако станете пасивни и хибернирате се уште како мечка без да се менувате, Бога ми ќе се начекате сите. Затоа прво правило е да се менува секој и да не чека од некој друг да му помогне. Секој самиот треба да почне длабоко во себе да се менува. И јас со мојот немирен дух, може би ми било најтешко да се менувам. Ама ете, од Савле најверојатно стана Павле. И затоа продолжувам со моите нови дела кои што бараат да бидам сам, кои што бараат да немам лица кои што ќе ми зимат енергија, кои што бараат нешто за кој што треба да го завршам. Од среда започнуваме со праќање на останатите кармички карти. Ке барам и ке викам, ако сакате среќа и берикет, да почнете да се менувате по тие совети, за да како што досега све сум ви докажал, самите да се уверите. Нито една кармичка на кој што е обеќано нема да остане неиспратена. Со новата програма и новите производи кои што ќе одат само преку Владо Павлов. Дали на некого му се свиѓа тоа или не, тоа е лично мое право. Затоа што, како што претходно некој, денес Владо Павлов се трови за сите вас. И моje право, јас на кој начин ќе одлучам да работам и да продолжам во иднина. И сакам да се почитува мојот збор. И тоа си е ваш проблем дали ќе го почитувате или не. Тоа е моја одлука. А ваша одлука е за вас, во вашите домови и со вашата работа што да правите. Ако сакате да обстои ова дело, ако сакате да ја завршиме мисијата онака како што треба, ако сакате да бидеме македен пат со ова знаење и ова дело за новата ера на Водолија, тогаш почитувајте го моето дело и почитувајте ја мојата одлука. Уште еднаш, ве молам,
Бидете тоа што сте. Кој што сте разбрале од сите комуникации со Владо, тоа ви останува. Ако не сте разбрале, барајте на друго место. Моето трпение заврши, затоа што имам уште многу дела пред Бог да завршам. А вие, дали ќе се минувате или не е ваш проблем. Тоа не е мој проблем. Дали ќе бунтувате за Вучич или не од Македонија, тоа си е пак ваш проблем. Дали ќе аплаудирате на центарот на онија чера кои што славеа, а Бог го поплави Велико Трново? Па дури онај другиот поздрав со 3-3. Се си е ваше право. Јас најавувам повторно. Кармата македонска е раздолжена. На нашите браќа или полубраќа е Турција од Италија, молоси или какви ли не, кои што на балконот се илири, треба да ја предадат власта на македонецот. Затоа што ние работевме на раздржување на кармата за нашите предци кои што го оставија Исус сам, нашиот македонски цар на царевите и крал на кралевите. Нашата поврзаност е и крвна со Цинци Легија ди Рома. Се согласувам, Бог го контролира и доброто и злото. Се согласувам, поради нашиот грев пред нашиот Исус, Бог им ја даде власта на Цинци Легија ди Рома, на оние кои што стоеја како пета римска, со символот на Молохот, со символот на бихот и со името Македоника. И тука секој треба да прифатиме со љубов. Како и што тие денес треба да прифатат со љубов, дека повеќе Бог ја враќа власта на македонците. Самобендисаноста и жививањето со македонскиот дух што и беше дозволено од Бог на Цинци Легија ди Рома, од кој што јас имам некој дел, завршува. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. И тоа си е ваше право. Новата ера на Бодолија бара космополитизам. Бара сите да бидеме браќа и сестри. Бара никој со никого да му слугува. Како тоа што ние 2000 години сме слуги на Цинци Легија ди Рома и нивниот символ на знаме Молохот. Бакарниот бик нема повеќе да постои ниту на земјата, ниту во Скопје. Помнете и не заборавајте. Ви благодарам на сите останати кои што прифаќате мојата одлука. Ви благодарам на се. Морам да продолжам вака како што е. Новите активности, новата работа бара да бидам сам. Имате со кого да разговарате. Просториите им се дадени на лица кои што се биле долго време со Владо. Тие во иднина ќе бидат одговорни за солената соба во Скопје, за солената соба во Битола, затоа што јас повеќе ингеренциите ги носам на друго место. Исто како и Агапи Прилеп, каде што оние на кои што ми оставено ќе бидат одговорни. Моето што требаше да го дадам, го дадов. Бидете живи и здрави сите, ве прифаќам со љубов, и добрите и лошите, прифатете ми вие мене со љубов. Затоа што мојата мисија не е само мисија да седам и да подигам македонци и цело време да ги молиме да станат од тај длабок сон. Немаме повеќе време ние да чекаме на хибернацијата на некои одредени македонци. Нека продолжат, нека се хибернираат. А ние ќе бидеме тоа
што Бог сака. Ви благодарам уште еднаш. Останете ми во мир и љубов и хармонија. Нека е честит утрешниот ден и роден денот на мојот внук Филип, не како ден на младоста од Антихрист, од Амброс, Ѓорги Караџорџевиќ, туку како ден на возобновување на македонската и Филипова Македонија. И не џабе Бог одлучил од тој ден да крене све. А вие, поклониците на сербите, оние кои што не се ни трибали, оние кои што ги чистеа коњите на персиецот Дарий трети, продолжите со символот на черепи и коски, кој што знаеме многу баво чифие. Продолжите најсилно со тој символ четнички, да видиме кој до каде ќе стигнете. А мојата порака до нив, тоа што го дробевте со Македонија вие сербонци и што го направивте со кочани, на глава ќе ви дојде, а веќе ви доаѓа. Не Вучич, ни Свети Вучич ќе ве спасе. Помнете, не заборавите. А вие, браќа и сестри, трибали, скодрици и останати, презимајте си ја власта во свој раце. Овие сербонци кои што не го разбираат македонскиот јазик, доста учествуваат во уништувањето на трибалите и македонците заедно. Останете со Бог во мир, љубов и хармонија. Македонија имало многу такви кои што работеле за нив, како што знаете, дедото на Петар и дедото на нашиот Тино. Кармата е нивна, од нивните дедовци. Ако тие не знаат да ја исчистат, то си е нивен проблем. Јован Бабунски има поколение. Ако владиката Петар не знае да речистува кармата за зло делата на Јован Бабунски од Богумила, то си негов проблем. Затоа што повеќе Бог не дозволува иста карма да владее. Бог не дозволува повеќе убијците да бидат убијци, а жртвите да бидат жртви. Помнете и не заборавајте. И вие, крстичи. Да жива Македонија, љубов, љубов и само љубов, со дух, ум и фанатизам, за Македонија и за македонскиот грифон, Исус Цезарион.